Немаат соодветно образование, ниту имаат познавање на странски јазик. Со вакви критериуми се членовите на управните и надзорните одбори на македонските институции. 60% од анкетираните институции имаат ВД директори, бидејќи не ги исполнуваат критериумите да конкурираат на јавен оглас, покажуваат резултатите на извештајот на Центарот за управување со промени. Нивните хонорари од седници и паушали ја чинат државата 2 милиони евра. Политичкиот пазар при секоја реконструкција на влада директно влијае на партизацијата на администрацијата, вели директорката на Центарот Сачмаровска. Не успеваме да воспоставиме мир и систем во тој дел. Законот за висока раководна служба долго време е во кулуарите, би рекла, на институциите, веќе не објавено на Едар, меѓутоа не е во никаква процедура. Тие политички пазарања влијаат, бидејќи во принцип понатаму нема начин како да се проверат компетенциите и квалификациите кога вие веќе ќе ги распределите позициите по основ на некаков коалиционен договор. Во секторот култура, вработените имаат поголема плата од некои директори, а во социјалните градски установи има повеќе вработени отколку корисници на права на социјална заштита. Во руралните средини пак ситуацијата е обратна. Нема вработени во социјално, а има голем број на корисници. Минатата година премиерот Ковачевски најави реформа во администрацијата со измени на Законот за јавни предпријатија, каде се дефинирани посебните услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за членови на управните и надзорните одбори. Но измените на законот засега се само на хартија. Изминативе години медиумите пишуваат дека 20 директори и најмалку 14 членови на надзорни одбори на јавни предпријатија во земјава се со средно образование, што е спротивно на законските критериуми. Проблемот со партизација на администрацијата и несоодветни кадри поставени на раководни места е долго време рак рана на македонското општество.